На вечерашнава тема сосема отворено и искрено зборуваме со нашиот гостин и тоа од родителски аспект. Тодор Гечевски ќе го поканам. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. Колку ви подпетици да се стават? Тодор, 2,10 за 2,10 тешко се стигнуваат. Зборуваме на темата нели аутизмот и синдромот аутизам во семејството конкретно. Вие се соочивте токму со тој момент во вашето семејство или вашиот син кој веќе има 8 години. Кога прв пат ја откривте диагнозата за синдромот аутизам? Диагнозата дојде дури доста касно. Меѓутоа, нашите сознанија за тие елементи на аутизмот беа уште во мала возраст. На некои 2 години ние почнавме да посетуваме различни доктори, психолози, барајќи ја вистината. Вие сами дојдовте до сознанието? Да, ние, бидејќи мојата сопруга е медицинско лице, тоест дипломиран доктор, да виде дека нешто во развојот на нашето дете не е во ред. И тогаш во тој момент јас играв во Хрватска, во Задар, баравме мислење од психолог и од педијатар и психијатар во Задар. Меѓутоа не добивме конкретен одговор. Беше дека касни во развојот, беше дека има некои елементи на аутизам, меѓутоа тако се уште е рано да се диагностицира тоа. Подоцна бевме во Белград и во Загреб и во Љубљана. Меѓутоа класична диагноза добивме дури сега на крајот во Завод за ментално здравје, пред да почне да посетува настава, пред да оди на училиште. Веќе 8 годишно момче. Да. Тоа се според сознанијата и емисиите кои ги посветивме токму на овој синдром аутизмот, малку подоцна возраст за да може навремено што се вели, со поголем ефект да се постигнат бенефити од терапиите кога ќе започне со работа со детето. Започнавме со терапии многу рано, иако немавме диагноза, бидејќи знаевме дека говорот касни доста. Немаше говор до 3 годишна возраст, имаше некои елементи кои се, да речеме, како за диагностицирање на аутизам. Не чекавме долго, почнавме уште на 2,5 годишна возраст со логопедски третмани, подоцна почнавме и со диета, и со некои суплементи како витамини, ноксиелини, такви додатоци на исхраната. Како родител, со што се соочувате? Кои се најголемите проблеми на кои практично наидувате? Еве, вие сте имале бенефит со тоа што вашата сопруга е сепак медицинско лице, па можеби да влие на целата ситуација во смисла на нели да го трасира некако патот или да доаѓате до повеќе информации и сознание и да си барате решение, чаре што се однесува до институции конкретно нели или одговори кои треба да ви се дадат во одреден момент, наидувате на какви? Најголемите проблеми се диагностицирање, затоа што сите тестови кои се прават за организмот се прават во америчките лаборатории. Значи, тоа е доста скапо, доста проблематично. Подоцна тие суплементи кои се додаваат на исхраната се доста тешко да се набават, затоа што исто се наоѓаат по америчките лаборатории, се доста скапи и тешко може да се внесат. Во текот на еден период имаше и забрана на внес на такви супстанции, бидејќи се третира како медикаменти, како лекови, мораше да се вади посебна дозвола за да се донесат. Сега е малку тоа полесно, меѓутоа со нови меѓу комуникации со родители мислам дека има повторно некој поголем проблем на царината, пошто не сум поначувал во последно време, меѓутоа неколку родители спомнаа дека имале некој проблем. Доста е тешко да се најде таа работна терапија како логопеди и дефектолози, со оглед на тоа дека бројот на деца со аутизам е се поголем и поголем. Фрапантно расте, за жал. Доста ние во главном работевме на приватно. Благодарност до логопедот од Неготино, Силвана Филипова, која уште на почетокот на 2,5 годишна возраст го зема нашето дете и доста долго работеше со него, се додека ние не се преселивме во Скопје. Доста долго работеше таа со него, имаше доста добри резултати, нормално во врска со проблем.
Сега сме тука во Скопје. Исто благодарност до учителката за тоа што го прифати. Во редовно училиште да, го во редовно завршивте? училиште оди. Обично доста голем проблем е да се, иако инклузијата како законска основа постои во Македонија, таа тешко се реализира. Ние наидовме на големо разбирање во училиштето. Мојот син оде со дефектолог заедно, кој му помага во секојдневните работи. Нели? И меѓутоа мислам дека општински дефектолози треба да има повеќе за да можат и луѓето кои финансиски не можат да платат на приватно да имат поголемо внимание нивните деца. Затоа што еден дефектолог по општина е доста малку за разлика на бројот на децата кои расте, секојдневно расте. Вие без задршка што се вели прифативте и да зборувате отворено. Зошто родителите се многу резервирани кога во прашање зборувањето конкретно за свое дете и кога треба да се спомене, нели, рековме овој синдром на аутизам. Некако се чини дека имаат голема потешкотија да се отворат и да зборуваат, иако бројката на вистина фрапантно се зголемува во последно време на деца кои го имаат синдромот на аутизам. Мислам дека луѓето тешко го прифаќаат тоа дека ете нивното дете, баш нивното дете има проблем. Нормално дека и мене не ми беше едноставно на почетокот да прифанам дека ете можеби и без разлика колку и да се работи, што и да се работи, на крајот моето дете нема да биде со типичен развој. Меѓутоа сватив дека ако се кријам и ако се затворам дома, нема никогаш да дознаам нешто ново, нема никогаш да може моето дете да напредува, може да биде подобро. Мислам дека со отвореност можеме да дознаеме многу, а од друга страна да ги научиме другите луѓе дека такви луѓе постојат, дека такви деца постојат и тие деца треба да се прифанат како дел. Медиумското, мислам дека медиумски ако се покрие целото тоа, сите ние ќе знаеме дека тие деца не се опасни, дека тие деца бидејќи физички недостаток немаат децата и не можете практично вака да ги препознаете или одвоите дека нешто не е во ред. А мислам дека и најдобро можат да напредуваат ако се најдобро прифатени во средината. Мислам дека најдобро може да напредуваат ако се во нормално училиште. Мислам дека тогаш тие деца учат од децата со типичен развој и почнуваат да се однесуваат како нив. Можеби некој нема да се однесува до крајот, меѓутоа многу од тие деца ќе се научат на правилно однесување и на тоа и дека ќе напредуваат да можат да си го најдат своето место под сонцето. Убаво споменавте и дека не се опасни кога веќе рековте, нели имаме сите нејасноти, токму тоа што сме неинформирани и затворени за тоа какви се тие деца со синдром на аутизам, пошто се посебни, што ги прави поразлични или можеби кои им се оние основни карактеристики по кои може да ги препознаеме и на кои треба да обрнеме внимание за да знаеме на крајот на криштата, нели, како со нив да се однесуваме најприродно што се вели. Познавајќи го своето дете, има посебна логика на работите. Значи, има различна логика. Да стигне до некоја работа, логичкото размислување негово е поинако. Математичките проблеми му се многу полесни, компјутерот му е многу поедноставен отколку самата комуникација. Значи, он на 2-2,5 години почна да гледа на YouTube и на 3 години да користи компјутер, меѓутоа не можеше да каже како си. Се уште му е тешко да праша како си, добро си, каде е мама и тие такви работи, додека работењето на компјутер му е поедноставно. Да, велате дека коефициентот на интелигенција знае кај овие деца да биде повисок? Обично се во една насока се многу добри, додека супериорни во друга. Али мислам дека најголемиот проблем е социјализацијата и затоа мислам дека нашата помош од околината, од друштвото, од училиштето му е најбитно за да може да функционират најдобро што може. Наидувате на неразбирање можеби или неможност да прифати средината? Се помалку. Мислам дека уште на почетокот кога се појави проблемот,
беше голема, нејасно и за нас. Значи, прв пат се сретнуваме со проблемот. Нормално прво беше најбитно да објасниме на нашите родители, Блиските, на нашите точно. пријатели, на најблиските, затоа што на почетокот беше строга диета. И сега таа строга диета, ако домашните не ја почитуваат, значи имаме голем проблем. Требаш прво кога се објасни сето тоа на блиските пријатели, мислам дека на околината поедноставно е некако. Мислам дека и друштвото е се посвесно за присуството на децата со посебни потреби, присуството и прифаќањето на тие деца. Сакате да си го зголемите семејството? Имаме имам уште една черка, Сара, 3 годишна, и мислам дека тоа би било тоа. Да. Како се снаоѓаат братчето и сестричката? Таа е си уште мала, но... Да, таа е мала, меѓутоа, така, има своја улога у сето. Да. Тоа го учи да се бори за своите работи. Значи, таа му зема се што тој има, сака и таа да има, меѓутоа на тој начин и тој учи да се бори во животот, значи дека не може кој да дојде да му земе се, пошто они се барем кај мене, а мислам дека и сите во главном децата со аутизам се неагресивни и добродушни. И на сега тој учи да биде лош. А женските брзо ќе ги научат момчињата. Сега тој учи како да се брани, како да задржи нешто и така. А вие како дојдовте до информации и сознание токму за аутизмот? Чепкајќи по интернет беше лесно или беше... Мислам дека на почетокот... Се доаѓа ли лесно до сознание? Сега да. Тоа го има на сите страни. На интернет има многу страни. Дури и самата терапија преку тестовите на Holistic Health, таа што е, може преку интернет да се добијат информации. Сега го имаме докторот Киначи кој доаѓа у Систина и таму може да се добијат информации. Има многу овие друштва за деца со посебни потреби, за пречки во развојот у Македонија, како што е во мојот свет. И има и други кои имаат доста добри активности, организираат пливање, јавање, доста се информативни, може доста информации да се добијат преку нив, доста информации преку интернет. Мислам дека моментално е до информација лесно се доаѓа. И после третманот и тие таквите работи се малце посложени, затоа што прво и нашите дефектолошки центри, да ги наречам, се малобројни, пренаполнети и, да речеме, за разлика од светот кај што има многу различни методи, кај нас се уште тие методи не се присутни во целиот тие број. Од PEX, FloorTime и оние ја што ги знам, Аба и тие што ги знам и што... Аба најмногу можеби некако се... За мене е FloorTime. За мене е FloorTime. Тоа е една метода која ние на почетокот почнаме да преку книга и тоа нешто малку што можев јас како родител да научам. Почнаме со таа FloorTime каде што не можеше да го добиеме, да примете дека ни постоиме. Значи тоа некои 2,5-3 години се случува и преку таа некоја си метода FloorTime каде што навлеваш у неговите интереси, прв пат он почна да гледа у нас и да комуницира со нас на најнисок начин, меѓутоа да комуницира. Пред тоа само си гледаше, си држеше нешто во раците и така. А со таа FloorTime почна да комуницира. Точно дека тоа беше прво со трчање и со скокање, затоа што е малце и хиперактивен. Тие работи најмногу го интересираа. Тоа е начинот на кој ни го придобиме да он гледа дека околу него има луѓе и такви работи. Велат да потешко ја приметуваат комуникацијата, односно ја остваруваат со луѓето, се во тој некој нивен свет и оне контакт со очи што треба да го остварате, можеби еден од оние чекори кои се големи во комуникација токму со... Мислам дека таа метода исто има повеќе емоции, повеќе интереси. Но вие сами си ја применувавте, дознавајќи за неа преку... Мислам додека, пошто бевме у Хрватска, значи тоа ни беше почетно. Подоцна, таа метода не сум нашол некој кој ја работи во овој дел на Европа, америчка метода и доста резултати има. Меѓутоа тука у овој дел не сум сретнал некој
да работи со таа метода. Размислувавте да се преселите, да не живеете овде, можеби на почетокот На кога? почетокот размислуваме за Америка, меѓутоа каква е мојата работа и да речеме реално мојот квалитет не е за во Америка, него е за во Европа. Се обидував кариерата да биде на места каде што тие третмани би биле некако можни. Како во Хрватска јазикот е релативно близок. На почетокот тој се уште немаше говор, така да повеќе беше битно да тие основите да ги добие, за да подоцна и да се смени јазикот, нема да биде многу тешко. Подоцна игра во Грција, каде што нивното присуство беше една недела со мене, една недела на третмани. Така да постојано беше присутна терапијата. Сега во кој стадиум е веќе? Кои се неговите интереси сега? Од она како што велите тргнавте и дори немаше ни комуникација, ниту говор? Одиме на училиште, во редовно училиште, не се буни, сака да оди. Сега е за него таму учителката и дефектологот имат направено посебна програма за запознавање на околината и по македонски јазик, додека математиката се уште математиката му е добра и прате наставата со децата. Неговите најголеми интереси се компјутерите. Значи тука на компјутерот најдобро се снаоѓа, игри за деца, сака PlayStation. Меѓутоа исто така сака да се прошета, да трча надвор, да се лулашки, сензо, моторна интеграција имаме кај дефектологот моментално, кај Маја, одиме на логопед кај Весна и абакус исто. Сега, како секој дете сака да се игра, меѓутоа во главном немаме некој голем проблем и некоја голема одбивност према сите овие активности. Велат обично дека овие деца знаат, ама и не знаат да препознаат страв, односно да разликуваат кога се во поголема опасност, кога во помала и така натаму. Страв се плаши од коли. Значи, Тоа е една од карактеристиките, да. Во некој дел каде што се вози со нормални брзини, мислам дека нема проблем од коли. Сум видел дека се плаши од голуби. Значи има тој некој страв сум го видел. Имав една ситуација каде што беше нападнат од големо куче и сега се плаши од куче. Од куче. Така да стравот го покажу. Има емоции, сега можеби не се толку многу изразени, меѓутоа тие емоции како страв, љубов, тага, среќа, радост, сите може да се видат кај. Каква е вашата идеја и замисла за понатаму? Што очекувате? Вие ќе се надградувате, сигурна сум, како родител во прашање на информации и се разбира вложување во неговиот понатамошен развој и партиципирање во целиот негов живот, нели трасирање на истиот. Но што очекувате на крајот на криштата од државата и местото од каде што живеете, за да ви биде и олеснето сето тоа? Имате право. Што очекуваме? Едноставно очекуваме да биде прифанат, онаков каков што е. Ние се надеваме, нормално нашите надежи се да неговиот развој биде подобар, да на крајот може сам да функционира, да живее сам, тоа. Меѓутоа не очекуваме ништо. Значи, моменталното интереси се да најдеме начин како да му помогнеме што најдобро можеме. Се интересираме, колку мојата сопруга сега се интересира за физикална терапија и рехабилитација, кој спева влева биофидбекот, кој е познат, има некои други исто на тој принцип методи кој таа повеќе се интересира сега, пошто струката е таква и можностите и се такви, да му овозможиме што подобар развој. Значи, тие сите информации што ги добиваме, да се обидеме, да му помогнеме да биде што подобар. Значи, тоа се нашите и очекувања, и барања, и можности. Така, ние ќе се обидеме колку што може медиумски да влијаеме, пред се на подигнувањето на свеста кај секој од нас, кога конкретно и синдромот аутизам го споменуваме, бидејќи, пак ќе речем за жал, бројката на деца пред се со овој синдром рапидно се зголемува, а ние сме се помалку информирани и би било убаво да нашето ниво на свесност малку порасне, така и ќе им оставиме простор, многу полесно влезат во општеството, се развиваат во едни колку што може
нели нивните што се вели граници колку дозволуваат таа нормални личности кои потоа ќе си го живеат понатаму животот и се надевам дека ќе дојдеме до на ниво на обезбедување на потребни дневни информации, обезбедување на дневен центар и во една од емисиите зборувавме, решивме токму овој месец да биде малку повеќе посветен преку емисиите Тунел на синдромот аутизам, бидејќи месец април е месец на борба против аутизмот, но во секој случај мислам дека не е само еден месец или еден ден борбата, треба да гледаме малку подолгорочно. Ви благодарам многу што, пак ќе речем, без задршка, еве и вака отворено, сакавте да го споделите вашето лично искуство, а се надевам тоа ќе предизвика или едноставно ќе им олесни и на останатите родители да се отворат, да зборуваат, да сакаат да комуницираат и малку по едноставно да гледаме сите пошироко токму на ова. Ви благодарам и вас на просторот што ни овозможивте да му покажеме на сите луѓе дека општеството може многу да ни помогне на сите и на децата, дека најбитно е социјализацијата измеѓу сите деца, измеѓу сите луѓе. Мислам дека ова е еден голем чекор према подобрување на светот за сите нас. Ви благодарам многу, Гечевски. Хвала. Хвала. Трета година поред Македонија го прославува 2 април, светскиот ден на борба против аутизмот. Манифестацијата се одржа во Скопски Сити Мол во организација на Сдруженијето Во мојот свет под покровителство на сопругата на претседателот на Македонија Маја Иванова. Со детски труд, насмеани лица и возбудени срца, низ игра и музика, децата им го привлекоа вниманието на присутните подржувачи на кампањата. На крајот од музичкиот дел на програмата, сите заедно ја составија слушувалката обоена со боите на аутизмот. Целта на кампањата е да се подигне свеста кај луѓето, да се запознаат одблиску со проблемите со кои се соочуваат децата со аутизам и нивните родители. Според Сдруженијето Во мојот свет, неопходно е отворање на дневни центри, рана детекција на болеста и правилен третман. Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но се проценува дека има 2500 лица со канеров аутизам, а во поширок спектар се 12.000. Повторно на моје големо задоволство, верувам и на ваше, да одговориме, реков, на бројните прашања кои се јавуваат на оваа тема со луѓето кои се дел од Сдруженијето Во мојот свет. Ќе ги поканам Драган Стефановски Дика, Весна Стојановска и Златко Стојановски. Повелете. Добро ни дојдовте уште еднаш. Повелете. Ви благодарам и ете на одговорот, да се обидеме да го искористиме овој медиумски простор што е можно подобро кога во прашање се пред се децата кои го имаат овој синдром на аутизам. Во една од емисиите ние зборувавме за тоа што е најголемиот проблем или рековме дека дефинитивно можеби се лоцираме, односно застануваме таму дека раната диагностика е она од каде што треба да се почне да се работи. Така беше, нели, Драган? Вие директно работите со децата, ги познавате и процесите како и што треба и терапиите кои се најпотребни во тој ран развој и откривањето детекцијата на синдромот аутизам. Да. Може уште еднаш да го објасниме процесот, како поедноставно да дојдеме до информација, пред се однесува на сите родители кои се во дилема. За жал и споменав, бројката е значително зголемена во периодов на деца кои го имаат овој синдром, а потешко доаѓаат до информациите што се случува со нивното дете. Да. За жал, како што напоменавте, секогаш раната детекција е таа што е најголемиот проблем не само во Република Македонија, генерално на секаде. Но за среќа на другите држави, кои што се поразвиени од Македонија и кои што посветуваат малку повеќе внимание на оваа проблематика, веќе многу држави веќе имаат рана детекција, нели тоа што го напоменавме и минатиот пат. Значи во светски рамки некаде на година и пол до 2 веќе детето има диагноза со аутизам, иако во Америка последните проценки се дека веќе на 6-месечно бебе може нели да се открие, да се диагностицира аутизмот. Секогаш кога нели станува збор за диагноза да се стави на дете дека има аутизам, не е нешто што е едноставно, мора да се напомене, затоа што тука станува збор за интердисциплинарна екипа која што го врши сето тоа. Најпрво нели родителот како родител може да примети дали неговото дете отскокнува нели од некој си
активности кои што би требало да ги прави за одредената возраст. Потоа тука ќе биде педијатарот кој што постојано е во контакт со самото дете. Доколку примети самиот педијатар дека има некаков проблем со детенцето, веќе тука се пренесува кон психијатарот, односно детскиот невропсихијатар кој што врши евалуација, потоа тука се исто така и психологот кој што ги врши психолошките тестирања, исто така тука имаме и невролог, имаме и дефектолог, имаме и логопед и имаме и социјален работник, нели, кој што во суштина е таа екипа интердисциплинарна која што на крај дава дијагноза дека детенцето навистина има аутизам, иако тоа кај нас заостанува. Се уште немаме рана дијагноза како што имаме во другите држави. Генерално голем дел од родителите дијагнозите ги добиваат надвор од Република Македонија, што е пак голем проблем затоа што тогаш таа дијагноза треба тука да биде верифицирана, потврдена. Така да тука се тие генерално најголемите проблеми со кои што се соочуваат на почеток родителите, нели? За да можеме да започнеме со ран третман, затоа што доколку ние како терапевти и како дефектолози, доколку немаме дијагноза, ние не можеме да започнеме да работиме, затоа што ние не сме тие кои што ја вршиме дијагнозата. Да, ние имаме наше мислење, односно да сметаме дека детето има аутистични ноти или има аутизам и така натаму, но не сме ние тие кои што треба да дадат дијагноза дали детето има или нема аутизам. Ќе зборуваме за кои се можеби методи на работа се најпотребни или едноставно се со најголем бенефит кога се работи со овие деца. Еве зборувавме, гледаме се соочуваме со приказните на родителите до како доаѓаат до информации, кои се методите кои најмногу им помагаат. Вие се обидувате да им помогнете што се вели колку што е можно повеќе, да се отворат многу врати и да се инклузираат во општеството токму децата со аутизам преку Уздруженијето Во мојот свет. Во најблиска роднинска врска сопруг и сопруга, одлучивте да го основате, нели, ова здружение во кое работите, реков, со вашиот тим и неодамно имавте и голем ивент со кој се обидовте, повторно ќе речам, да ја подигнете на повисоко ниво свеста кај секој од нас кога во прашање е аутизмот. Весна? Токму така, значи не е само оваа година, ние веќе од 2011, ова е трет настан за подигање на јавната свест. Мислам дека оваа година бевме најуспешни. Многу сум задоволна за тоа што добив информации во контакт со Србија и со Хрватска дека на ниво на Балкан ние направивме стварно настан кој што остави впечаток. Целта на тие настани, значи на тие работи што ги правиме, не е само 2 април, не е само одбележување на меѓународниот ден на аутизмот. Ние минатата година имавме цел месец кампања за аутизам, имаше многу активности кои што токму служат за да се подигне јавната свест во Македонија. Можам одговорно тврдам дека до пред 2 години, значи аутизмот, можам да кажам дека беше табу тема во нашите простори. Некако влијанието наше, има и други здруженија кои што веќе, значи, прават активности кои што допринесоа да се веќе осознае терминот аутизам. Мислам дека успешно работиме со тоа што многу голем број од семејствата станаа членови на нашето здружение. Токму тоа ни беше целта, значи да ги здружиме. Покрај нив и стручните кадри се исто членови на нашето здружение. На тој начин се обидуваме, значи, да направиме некоја спојка меѓу стручниот кадар и родителите. Така да тоа е тоа што можеме за 2 години да го постигнеме самостојно, можам да кажам. Немаме некоја помош од институциите. Можам јавно да се заблагодарам само на госпоѓа Маја Иванова, која што од самиот наш почеток е покровител на нашите настани. Бизнис заедницата во Македонија е многу транспарентна, помага максимално, значи колку се во можност помагаат. Оваа година дефинитивно, значи, се појавија фирми кои што дали финансиски помогнаа за да се случи тој настан, донираат многу своји производи кои што одат во семејствата, затоа што дел од тие семејства се и социјално загрозени. Не знам дали имате сознание дека генерално тие семејства, значи, еден седи дома со детето, другиот работи. Тоа е треба да биде да.
Така да што и да направиме, значи со помош на бизнес заедницата, на семејствата, тоа многу им помага. Може да ни кажете што се како точка, како ставка е потребно за едно олеснително живење на олеснување на живењето токму на овие семејства каде аутизмот е присутен. Од моментот на исхрана на детето, моментот на стручни лица околу него, работа со него, дали член на семејството и слично, и сето она што пак ќе речам секојдневието ќе им го направи многу понормално и поедноставно да може да се соочат со ова на, ако така може да кажеме, поедноставен начин. Јас тука би кажала само дека треба да се вклучи дефинитивно државата во цела работа, затоа што како граѓански сектор знаеме сите колку се мачиме, сами ништо не можеме да направиме. Ќе дадем акцент, значи, да се направи напор да се отворат тие дневни центри за кои што веќе со години уназад се зборува. Тоа ќе биде олеснување за семејствата од причина што ако ништо друго, барем децата ќе бидат на неколку сати згрижени. Тоа значи да родителите, било мајката, било таткото, имаат барем простор од неколку сати да бидат посветени на сами себе. А со тоа ќе бидат и на во вратат со енергија и на Тоа би било страшно голема помош. Доколку се отворат такви дневни центри, предпоставам дека постои можност државата, например, да направи некоја акција каде што тоа би било покриено од фондот, значи работа со дефектолози, логопеди. Во случајов, значи, секоја приватна работа со било кое стручно лице премногу кошта. А знаеме каква е ситуацијата во Македонија, го знаеме стандардот. Затоа семејствата, значи, може би тоа е и причина што се затвараат. Да, не сакаат да јавно проговорат и да се отворат, да. Не се во ништо да направат за сопственото дете. Значи, голем дел на тие семејства каде што им е посочено дека децата треба да бидат на таа диета, тоа е за нив абсурд. Да не зборуваме дека ние имаме сознание дека таа храна кошта премногу скапо. Имам сознание дека само килограм брашно кошта 390 денари. Кажете ми, кој може тоа да си го дозволи? Кекс, некој малечок, тој безглутеински, кошта 400-500 денари. Мислам, тоа е нешто што сериозно, значи, луѓе, многу малце луѓе може да си го дозволат во Македонија. И треба, значи, навистина да сме подкувани добро и да ги знаеме нештата врзани токму со овие лица. По тоа прашање може би Сдруженијето може да не посочи на одредени моменти кои би сакале обичните луѓе да ги знаат кога лицата со аутизам. Јас спомнав и во претходната, значи, оваква емисија, ние како Сдружение сме многу, да кажем, изненадени колку тоа нас дневно веќе, значи, почнуваат да ни се јавуваат од градинки, од, да кажеме, основни училишта, со едно единствено прашање, значи, дајте ни насоки како да ги првенствено овако препознаеме и да ги овако прифатиме, значи, тие дечиња. Значи, во склоп на нашата кампања, што ќе трае до 30 април, веќе сме, значи, во преговори со неколку градинки и со основни училишта да наши стручни лица им одржат ако предавања, нели, на вработените тамо баш на таа тема, значи како да препознаат ако дете, значи како да го прифатат, како да почнат да работат ако нема вработено како дефектолог и така. Ние, значи, како Сдружение, значи, веќе земавме акредитација од Република Германија за една многу битна оваква терапија. Терапијата се вика сензорна интеграција. И многумина од стручните кадри, значи, ја сметаат за нешто како основа на другите, да кажеме, околу терапии. Постручно малку би можел да каже тука Драган. Гичевски ни спомена за одредена терапија која смета за исклучително важна во почетокот, како терапија до која си дошла сами на крајот на криштата како родители кога истражувале. Тоа што го напомена Гечевски, нели, флортайм, што е терапијата, во терапијата јас што ја работам АБА, тоа е пред терапијата, делот на предтерапија. Затоа секогаш кога се говори за некаков вид на терапија, многу е важно да се напомене за што е таа терапија, кон кој дел, односно кој дел од нарушувањата и вештините кои што ги нема детето е насочена. Сензоријалната интеграција што напомена Златко станува, нели, збор за сензорните
за сензорите. Значи дали тоа ќе биде тактилно, дали тоа ќе биде аудитивно, визуелно и така натаму. Значи се тоа таа терапија е насочена кон тој дел. Floor Time е, како што напоменав, исто така една терапија која што во терапијата што и јас сум ја работел е делот на предтерапија, односно запознавање на детето, детето да се навикне на тебе, да се навикне на околината, да почне да, нели тоа што напомена и Гечевски, да биде свесен дека постоиш и ти, дека не е само он. Делот каде што тоа е делот каде што веќе започнуваат тие интимни делови, затоа што терапевтот кога започнува да работи со едно дете кој што има аутизам, во суштина навлегува во неговиот свет. Тука е моментот каде што детето дава одбивност, затоа што не се чувства сигурен. Затоа што нема, тоа е неговиот свет, таму се чувства он сигурен. Вие навлегувате во просторот. И веќе му навлегуваш во својот простор. И веќе затоа и постојат предтерапија, односно Floor Time, каде што се зближуваш со детето, каде што му даваш до знаење дека види, постојам и јас. Без разлика дали сум јас родителот или сум терапевтот или било кој. Значи, постојам и јас. Мораме заеднички да направиме нешто. Да види дека кога вие му навлегувате во неговиот простор, дека тоа не е ништо страшно, дека тука нема да биде он повреден, него едноставно дека се обидувате да му помогнете да биде свесен за околината. Аба терапијата во суштина е го учиме детето како да учи. Тоа е, да речеме, една од целта. Да. Таа е комплексна терапија затоа што работи на повеќе сегменти. Од самопомош, најпрвен од социјализација, одговори, така натаму. Значи ги зема комплетно сите сегменти за да може детето да функционира, условно ќе напоменам, нормално. За да биде свесен за другиот свет, за да биде прифатен од општеството. Овие дечиња поради таа причина што живеат во сопствениот свет, затоа не се прифатени од општеството, затоа што вие не можете да направите комуникација со него, не можете да направите некаков тип на врска за да може нели да оди понатаму. Така да тука е основниот елемент зошто овие дечиња се одбиени. Дали од другите врсници во градинка или на училиште, дали од општеството, од било кого. Во сите сфери. Затоа некако вака конкретно на разговорот, вие како здружение веќе која ви е таа агенда, ние вака да може да ја пратиме можебистата и да се приклучиме кон токму таа, за да дадеме навистина место кое е потребно и исклучително важно на лицата со овој синдром на аутизам. Ние ви благодариме и до сега, значи што не пратите, не овако да кажем, поддржувате. Значи во склоп на оваа кампања се предвидени, нели пред малку овако напоменав, нели предавања. Ќе имаме 2-3 околу настања, значи околу за будење на јавната свест. Некаде мислам тамо меѓу 20 и 25, значи ни доваѓаат од Република Србија еминентни овако стручни лица во областа на сезонната интеграција, овако нели уште еднаш да имаме окупационата овако терапија и така. Во споредба со комуникација со други здруженија надвор од нашите граници, како ви е фидбекот и информациите, дека како таму стојат работите по прашање на можноста да се инклузираат овие деца и колку се опции им се отворени на крајот на краиштата за да може да функционираат? Добро, секако овако повеќе не крас. Мада и кај нив не е нешто многу сјајно. Ние имаме стални контакти и со Хрватска, и со Бугарија, и со Република Србија. Дефинитивно се малку пред нас они отидени. Меѓутоа и тамо нели се уште се кубура да кажеме со тие квалитетни стручни кадри, со квалитетни дневни центри. Моje лично мислење дека тие регионални околу дневни центри да кажеме. Значи тие ќе бидат под капата на државата, така. Меѓутоа секаде во светот, значи функционираат помали дневни центри приватни, бидејќи кај аутистичните деца со што помала група се работи, тоа резултати се поголеми. Значи нема шанси нашата држава, ние знаеме значи финансиски како стоиме, нема шанси нашата држава да вработи, да кажеме во тој еден око голем дневен центар каде што би имало 50 дечиња, 60 дечиња, да вработи 60 логопеди, дефектолози, психолози, така.
А и ако практиката, значи во светот е многу поразлична, значи што со што помалце деца вако подобро значи се работи. Значи јас сум сепак како присталица на што помали дневни центри. Еве да кажеме неки има еден центар да кажеме за аутизам, нели? Што ќе го води око државата, нели, кој што ќе биде од рана да кажеме окво диагноза, рани окво третмани и така. Меѓутоа, секаде во светот се приватни дневни центри, нели, се помали, со многу подобри услови, со многу пообучен кадар и така. Ова е мој лично мислење, значи јас се тука се да кажам. Ние да тргнеме и од моментот да имаме дневен центар на крајот на краиштата. Јас ако споменав, значи нели тој е еден ако главен, ако да тргнеме од таа точка, па потоа не може дневен би да центар, се значи центар за аутизам. За аутизам. Нели. А иначе, ако веќе кога станува Драган, извини само што ова, значи веќе кога станува збор за самите третмани, значи за самата работа со деца, мислам дека сепак поголеми резултати ќе дадат тие мали дневни групи. центри. Кога може да им се посвети човек да. малку повеќе. Да, дефинитивно. Бидејќи таков е синдромот, аутизмот е таков. Да напоменам дека и дури во Европа, бидејќи еве нели целиме кон влез во Европска унија, и таму дневните центри не се под државна капа сите. Да, постои дневен центар кој што е под државна капа, но генерално се приватни центри. Првиот дневен центар за аутизам во Романија, каде што студирав јас и каде што работев, е отворен од страна на родители на дете со аутизам. И таму, да, постојат многу дневни центри, кои што се приватни. Државен дневен центар се уште не постои, во план е да се отвори. Правиме муабет нели за нешто што е на поголемо ниво, како што напомена и Злате, главен центар од каде што други работат. Но веќе таа терапија длабоко, тие терапии веќе длабоко се навлезени таму. Обучени се кадри. Дали се тоа лиценцирани или не се лиценцирани, многу не е важно, затоа што за да бидеш ти лиценциран во некоја терапија, ќе ја земеш ти таа лиценца од Америка, најпрвен треба да ја донесеш во твојата држава и да ти ја признаат, за да можеш ти нели да бидеш да ја работиш. Да, што значи многу луѓето не се внесени во тој дел да ја имам таа лиценца, отколку да јас сум обучен кадар, јас работам од дневен центар. Затоа што постојано се вршат обуки нормално на лица кои што доаѓаат од странство, кои што ве обучуваат, кои што ви даваат лиценца за работа. Не лиценца да бидете вие обучувачи така натаму. Но лиценци за работа да, во тој дневен центар. Не во друг дневен центар, не под државна капа и така натаму. Значи станува збор секаде генерално дневните центри за работа за лица со аутизам се приватни. Еве ќе ова можеби ќе добра до вистинските места или до луѓето кои можеби навистина сакаат да направат нешто повеќе, ќе направат добро дело не само за себе, туку и за нови лица на кои тоа навистина им е потребно. Имате ли информација колку успеваат во животот токму овие луѓе со синдромот на аутизам, докаде се отидени? Се споменуваа некои личности еминентни за кои се претпоставувало дека имаат низ историјата синдром на аутизам, не било докажано. Имате ли такви сознанија? За личностите кои што напомнавте, познатите, јас не би навлегувал во тој дел затоа што или тие се веќе одамна починати, па не можеме нели да докажеме, но во моето искуство за работа со дечиња знам многу деца кои што сега се дури во средно училиште, кои што си функционираат, ќе напоменам, нормално, како и сите други. Односно се споменува исто професор далеку успешен на универзитет или каде да е некаде во Америка, кој жена од Темпл Грандин се вика и онако доктор на науки. Доктор на науки, со синдром на аутизам, Значи постојат, но ќе напоменам, за да дојдеме до тоа ниво, најпрво треба да имаме рана диагноза и ран третман. Да им се остави пат за да навистина се развиваат. За да имаме резултат, најрано од 2 години мора да се започне, најрано. Веќе на 6-7 годишна возраст, не дека е доцна, но не можеме да го извадиме максимумот од тоа дете. Затоа е многу важна раната диагноза и раниот третман. Колку порано се започне, толку подобро за самото дете. Еве охрабрувачки пак ќе речем можеби за родителите пред се со овие информации дека успеваат и тоа како во животот овие лица со синдром на аутизам. Далеку можеби повеќе од лица кои немаат никаков проблем со својот развој, така да им оставиме повторно ќе речем место да дознаат за себе, за својот свет, но и да влезат да им оставиме простор во нашиот свет, како би можеле непречено да
живеат и се разбира, реков, да творат, да се развиваат и едноставно со тоа сме им дале право на еднаков живот како што имаме и ние. Од срце да ви заблагодарам за повторно ќе речем учеството и нека биде ова почеток на нашата плодна соработка во која верувам искрено дека ќе се случи. Да ви посекам уште бројни кампањи со поголеми резултати и бенефит од овој кој сега го имавте, Весна, и вие се разбира Златко, не, вака дамите знаат да бидат посилни, ако некогаш се во сенка, нели? Како беше председател и секретар, ама секретарот е подпредседател. Подпредседател од вашето. А генералниот секретар беше овде. Драган, вие да ви посекам да ете така успешно ги работите терапиите и добиете квалитетен кадар на колеги кои ќе ви помогнат во целиот овој процес. Јас се надевам дека одговоривме на бројни прашања, иако пак ќе речеме дека остануваат уште неодговорени, но ова нека биде почеток на отварање на една навистина тема за која многу малку се зборува, а бројот на лица со синдром на аутизам навистина е се поголем, да направиме нешто повеќе колку што можеме, да им овозможиме непречен развој и живот на овие лица. Ви благодарам што не следевте.